Повторно со мене во студиото, нов соговорник на истата тема. Добре дојде му велам на Бојан Кордалов, комуниколог. Благодарам за поканата. Од Савајле ја наметнавме оваа тема за оваа невидена политизација на општеството. Практично се што може да се исполитизира, партиите го ставија под свое, како кој дојде така си ја тераат работата. Ниту една политичка опција не процени дека треба да се менуваме како менталитет пред се во политичкото. Јас би почнал, бидејќи е тоа ваша област, комуникологија и тие пиари и така натаму, своевремено напишав една колумна со наслов "Имиџот е ништо", односно реалноста е ништо, имиџот е се. Практично вие може да умирате за вода во пустиња, но битно е како умирате, значи да бидете добро дотеран, да изгледате добро. Па во тој контекст, и ликот на политичарот. Битно е како изгледа, не е битно што работи. Па, делумно би се сложил, но делумно не, заради тоа што факт е дека е битно како се представувате, бидејќи и изгледот и невербалната комуникација се клучни. Не само кај политичарите, кај секого. Кога се представуваме, каков печаток ќе оставиме, каква представа за себе. Меѓутоа, во исто време, ако под облеката или под површината не се содржи ништо клучно, или е празно, или нема доволно материјал, ниту комуникацијски нема да може тоа да се пополни. Тоа важи за политичарите, важи за сите. Што значи тоа? Тоа значи дека тоа е истото и како со продажбата на производи, со класичниот маркетинг. Значи, вие можете да направите добра реклама за некој производ, за една чаша, може да фрлите многу пари на сите телевизии, на сите медиуми да ја рекламирате, меѓутоа ако искуството на потрошувачите биде негативно, уште после првиот, вториот ден, тоа на широко, на долго, на секаде ќе се прочуе, и едноставно вие понатаму колку скапо и да ја плаќате рекламата, како и да таа изгледа и ја запакувана, таа нема да се продава. Особено денеска во ера на социјални медиуми, кога информирањето добива двонасочност веќе 10 години, значи граѓаните можат многу посериозно имаат канал да влијаат на она што го следат преку медиумите, на што го слушаат од политичарите, од бизнисмените, од представниците на граѓанските организации и така натаму. Особено денеска е многу полесно да вистината или пак мноштвото вистини, бидејќи вистината се состои во размислувањето кај секого речиси, да допрат до што е можно поголем број на луѓе и да се води дебата. За жал, не само кај нас, генерално и во светот, тоа можеме да го видиме, наместо да се води дебата на различните мислења, многу често се води дебата базирана на омрази, на дискриминација, на говор на омраза, на етикетирање, навреди и така натаму, а всушност поентата или суштината на денешното време на двонасочна комуникација, на интеракција, на дигитализација, ако сакате, е всушност да ние комуницираме и дебатираме. Бидејќи каква е таа демократија, сите ако исто мислиме, и тука сме во ред, меѓутоа повторно каква е таа демократија ако не дозволуваме било кому да има свое мислење и свое. А што би му советувале на еден политичар кој често користи говор на омраза, а кој за жал не е санкциониран? Знаете како? Не сака да се менува едноставно. Кога некој ќе ја преминува, небитно дали е политичар, јас сакам тоа јасно да го истакнам, ако некој ја преминува линијата на законот, че ако прекршува одредени правила, норми, прописи, веќе не можете вие ништо да укажете, можат само оние што се одговорни како државни институции тоа да го направат. Секој има право на укажување, секој има право на втора шанса. Политичарите најмалку мора да бидат одговорни од самиот почеток и мора да дојдат спремни. Независно дали се од една, друга, трета провиненција, мора многу да се вложува во нивната обука и знаење, и мора особено во комуникацијскиот дел многу да се вложува. Заради тоа што треба да покажеме дека може со добра, позитивна и отворена комуникација навистина да се менуваат работите. Кај нас се некако поставени работите црно и бело. Ако сте власт, фалите, ако сте опозиција, критикувате. И само се менуваат местата и се продолжува со истата тактика. Јас тоа често на шега го велам како да има два џубокса. Едниот во владата, едниот во опозицијската партија и само се менува. Кој како дојде, се става една паричка истата песна. И велат, ние сме на страната на граѓаните, ние сме на страната. Тоа го велат и на власт и во опозиција. Меѓутоа, кога е опозиција се критикува, кога ќе се дојде на власт, потоа се вели, па знаете како мора да имате разбирање и да се менуваат работите. Јас го разбирам тоа. Знам дека е така, меѓутоа комуникацијата мора да биде и на власт и во опозиција рационална и разумна. Граѓаните денеска мора да бидат информирани од политичарите кои се искрените намери.
На крајот на криштата, ајде да пробаме сите, еве барем еден месец, сите политички партии, небитно дали власт и опозиција, да даваме предлози и сугестии како работите да се променат. Бидејќи проблемите ги гледаме. Ајде да видиме и да покажеме дека граѓаните ќе знаат да препознаат кој искрено дава решенија, кој искрено има позитивни намери и тоа да го поддржат било кога на следните избори. Потребни се решенија и излез. Многу често политичките партии се дел од проблемот, а многу ретко стануваат дел од решението. За жал, тоа е така. Станува збор за системски проблем. Еве, јас ќе кажам мој личен пример, бидејќи сум искористил можност да бидам корисник на странска фондација, средства и така натаму, да се школувам една година во странство. Многу мина тоа го правеле и сега ти кога пред да се вратиш те прашуваат како ова што го учиш овде ќе го примениш во твоето работно место, нели, таму каде што работиш. И си велиш, да, јас ќе направам вака. Тоа се окей, меѓутоа кога се вратиш на твоето работно место, првиот одговор е тоа важи за Америка, не важи за овде. Како да го смениме овој систем? И вредносен пред се. Така е. Мислам дека полека но сигурно тоа се менува, меѓутоа бидејќи ние го живееме, зборувам во деценииве, како што менуваат, но бидејќи ние го живееме, ја живееме сегашноста, нормално дека сакаме тоа да оди побрзо. Сакаме да оди многу повидливо и треба да оди повидливо, бидејќи мала земја како нашата, навистина треба да може за многу кус период да се промени. Факт е дека менувањето на свест е најтешката работа, да појдеме од секој од нас. Значи не е тоа дека ние сме седнали и сега зборуваме некој што треба да се смени. Менувањето на свест е потребно кај вас, кај мене, кај сите овде, кај секој од нас. Заради тоа што тоа е постојан процес. Меѓутоа, за жал, две работи се клучни, односно три, ајде да ги земеме, кои што отежнуваат комуникацијата или кои што се предизвик за политичарите, за властите, за институциите во денешното време. Да немаат таква комуникација. Првата работа е сиромаштијата и тоа што за жал имаме многу екзистенционални проблеми со кои што мораме да се сочуваме на дневна основа сите и поради кои што многу често кога ќе зборуваме за некои работи што се случуваат во САД, во Британија, во Германија, каде и да е, велиме чекај ние какви проблеми имаме, камо ли да збориме за тоа. И втората работа е тоа што е навистина потребна волја. А потребна волја од сите страни, особено да се потегне целата работа од институциите, значи професионални институции, кои што независно од политичките структури, независно од ориентацијата, провиненцијата на политичките партии, коалиција кои што ќе дојдат на власт, ќе можат и ќе ги водат понатаму процесите. Тоа е многу клучно, да има еден континуитет, кој што ни е навистина важен и кој што е граѓански континуитет. Ние мора да разбереме дека да, министрите, замениците, првите ешалони се политички, тоа е не само по теорија, тоа е по пракса секаде во светот и тоа е нормално. Тоа е смислата на политичката борба. Да се спроведе програма да ја спроведеш. Така, точно така. Меѓутоа, сето надолу и по теорија и по пракса мора да разбере дека е во служба на граѓаните. И независно дали има министерка, влада мора да функционира и да работи како да има функционален систем. Тоа е систем. Еве еден пример, мислам дека е добро да зборуваме со примери на тие земји што имаат успешни модели. Бидејќи сум престојувал во Америка, ќе го земам американскиот модел, каде што, да речеме, во локалните заедници, како што се кај нас општините, или дури, општините ќе ги земеме, имаат народни правобранители. Па дури имаат и вестници, големите медиумски куќи имаат народен правобранител. На прашањето зошто имате вие во Вашингтон пост правобранител, па тој ги штити читателите од нашата уредувачка политика. Значи, нашиот систем е преисполитизиран и немаме практично контрола на власта. Дали негде забегала, да речеме, нека општина ќе земеме. Дали политиките на таа општина се косат со интересите или законите кои ги штитат граѓаните? Не, апсолутно е така. И системот, американскиот модел на checks and balances, значи контроли, проверки и така натаму кочници е навистина нешто што се гради. Меѓутоа, факт е дека за тоа треба време. Но сепак ние како Македонија 30 години веќе. И писмени луѓе, не? Па видете, јас не мислам дека само кај кадрите е проблем, ја мислам дека ние имаме добри кадри. Дали се сите на правилно место поставени, дали добиле сите шанса, тоа е
сериозна тема за дискусија. Меѓутоа мислам дека имаме кадри, но она што е важно е дека сепак 30 години се поминати. И 30 години не се можеби 200 или 300, но не се ни една година. Че веќе нема изговори зашто политичарите и институциите не би се професионализирале, не би почнале професионално да комуницираат со граѓаните, односно со тие што ги плаќаат. Ако комуницираат професионално, тогаш може да очекуваме и check and balance, односно можности за проверки, за кочници, за контрола на целиот систем од граѓаните, бидејќи многу често и со политичари кога разговарам и со луѓе, јас велам, ако сакаш да работиш добро, тоа не сум кажал, јасно го цитирам, сакаш да работиш добро, вклучи ја јавност во твојата работа. Бидејќи на тој начин секогаш ќе бидеш контролирана во тоа што го правиш. И токму тоа е суштината на односите со јавноста, не да биде класичен маркетинг. Не само да каже што е направено и кои се позитивните страни на политиката, туку да ја вклучи јавноста и пред се да слуша, да бара одговори. Знаете како денеска важи се повеќе она правило кое што на шега се шири, кој не е експерт, тој политичар не е од Балканот. Значи ние некако тука како политички структури, но и како луѓе одбиваме да ги прашаме граѓаните за мислење. Значи како да се очекува од политичарот кога излезе некаде се да знае. Не е срамота да не знаете. Јас на пример денеска зборувам за комуникологија, јас тоа го знам. Јас имам свој став и за здравство, и за справување со кризата, и за како се организирали избори, имам став за се. Тоа го имам како граѓанин. Но да зборувам тука, можам во капацитет само на што го знам. Тоа е комуникациите, односите со јавноста и дигитализацијата. Тоа се моите теми за кои што зборувам. Така што мислам дека политичарите мора да се професионализираат и да разберат дека не е страшно ако на пресконференција ги прашаат што правиме со случајот во тајта општина, со тајта компанија, а тие се можеби министри за правда, за одбрана, че едноставно немам информација, но ќе проверам и ќе ви ја дадам точната информација. Не е срамота. Значи едноставно професионализацијата во комуникациите, а со тоа професионализацијата на целиот систем се гради на тој начин. Па на времето почнавме да го развиваме тој систем на комуницирање преку портпароли, гласноговорници, па дојдовме во една ситуација кога сите го имавме телефонот на премиерот, ајде сега да не го кажувам, кога тој беше подготвен секојаш да ни се јави и да ни даде информација, што се губи суштината на самата смисла. Повеќе портпароли да даваат информации или да трчаат за јавноста да ги собираат. Ова мислам дека многу тоа што вие го кажувате, не можеш ти се да знаеш денеска и да ги имаш сите информации. Мислам дека е многу добра дилема. Не мислам дека е лошо доколку еден функционер сака да комуницира директно со медиумите, ниту пак доколку има портпароли. Но она што е многу важно, како системот ќе биде поставен, да никој не се дуплира и да секој даде додадена вредност во односите со јавноста. Бидејќи на крајот на криштата гласноговорниците, тимовите за односи со јавност се важни. И ако се поставени така да тие бидат 24/7 сервис на медиумите и на граѓаните, на нивните барања, прашања, дилеми, ако бидат сервис за она што се нарекува лажни вести, да можат да го детектираат, да го демантираат, односно да ја презентираат официјалната страна на приказната, која што има институцијата, тогаш апсолутно нивната вредност и потреба е докажана и покажана. Од друга страна, функционерите доколку им дозволува времето, колку што им дозволува времето, секогаш мора да им дозволува, но колку што им дозволува времето, ако комуницираат со медиумите, тоа е супер. Заради тоа што тоа е суштината. На крајот на криштата, битно е да се добие точната и проверена информација. Тоа е најважното и официјалната информација. Кој како ќе ја соопшти е прашање на организација. Меѓутоа, најважно е 24 часа во текот на денот, буквално да имаме систем со кој што граѓаните, медиумите ќе бидат обслужувани со прашања, со одговори, со официјални информации. Тоа е новото време. Значи денеска мора да се искористат дигиталните алатки, да сите тие информации може лесно да се најдат. Едно ми се чини провокативно прашање, никогаш не сум ви поставил. Секој од нас има право на одбрана, па и најголемите злосторници имаат право на адвокат. Сега од тука ќе го извлечам и прашањето до вас како комуниколог. Ако видите дека една политика се коси со уставот и со законите, како еден комуниколог постапува тука? Таа треба да се пренесе во пракса.
Значи, прво е многу важно да Кои ви се дилемите, еве, едноставно кажа? да зборуваме правилно по книга или како треба да е. Значи, ако било што се коси со правото, со законите, со реалноста, како пиар, како комуниколог, секогаш ги советувате клиентите, дали се тоа политичари, бизнисмени, кои да се, дека мора да бидат свесни дека вистината мора да се говори. Заради тоа што ако се обидете да излажете, прашање на време е кога тоа ќе се покаже, докаже и ќе ви направи многу поголем проблем. Она што пиар службите може да го направат е начинот на кој што ќе ја спакуваат и сервираат информацијата. Што е умешноста? Она што е недозволиво е лажење, она што е недозволиво е притисок да нешто по секоја цена се објави или не се објави. Тие се двете работи кои што јас барем секогаш ги советувам сите кои што ме прашале да ги почитуваат. Меѓутоа, морам малку тука запирка да ставам, кога сме ги фатиле политичарите во лагане еднаш, меѓутоа одговорноста не е соодветна на лагата. Системот како е поставен, така ќе врати. Добро, тоа не е сега за вас прашање. Не, но еве како луѓе ако разговараме, системот како ќе го поставиме, така ќе врати. Ако ние имаме систем кој што ги почитува правата на луѓето, ако ги санкционира грешките на луѓето, без исклучок, без привилегии, тогаш и за политичарите ќе важи истото. Ако нема систем кој што навистина е добро поставен или правдата не функционира здраво, тогаш и политичарите ќе имаат шанса да се извадат на грешките кои што ги прават. Општото добро би требало да биде приоритетот на политичарите или на било кој нели се занимава со нешто кој има влијание, импакт во јавноста, во процесите и така натаму. Меѓутоа, јас си поставувам прашање, бидејќи има околу 400 и нешто училишта, вие кога ќе дојдете на власт, тоа го знам и ми го зборувале. Вели има список на најмалку 300 училишта каде што треба од мојата партија да станат директори. Уште 100 од другата партија и така натаму. Па потоа на јавните предпријатија директори се менуваат. Па имате министри, имаат они свој кабинет, па заменици министри, свој кабинетчиња. И сето тоа така се преточува во еден силен, цврст, политички беден, кој е поставен меѓу јавноста и политичките партии кои сакаат да бидат на некоја си доминантна позиција и да контролираат буквално се. Како тогаш можеме ние да ги спроведуваме добрите политики? Мислам дека годините како што изминуваат покажуваат. Ова што го говорите е многу повеќе одлика на децени наназад, не дека сега не се случува, меѓутоа времето како што доаѓа ги демантира политичарите дека не може да продолжат да функционираат на овој начин, дека ова не дава резултати. И во вестите, и на порталите, и секаде читаме многу локални теми, со многу локални функционери и функционерчиња, и сега и порано кои што направиле проблем. И врвните политичари, зборам врвните во партиите, највисоко позиционираните, разбираат дека комуникацијата денеска со јавноста е постојана, двонасочна и не знаете од која страна може да дојде опасноста. Значи, како велат во авион, ви препорачуваме да останете врзани, бидејќи турбуленциите може да дојдат ненадејно. Така се случува и денеска. Денеска не знаете, ако не ги убаво поставите работите, од каде може да дојде опасност. И затоа е многу важно како комуницирате. Бидејќи комуникација со граѓаните е и програмата на директорот во одредено основно училиште. Комуникација со граѓаните е и програмата на одредена раководителка или директорка во комунално предпријатие во општината. Не е само на министрите, не е само на премиерот, председателот, пратениците. Значи, едноставно, комуникацијата со јавноста не е само преку медиумите, преку секојдневното спроведување или неспроведување на она што сте го ветиле на локално или централно ниво. Така што, мислам дека овој бедем, што го кажувате, или оваа политизација која што, партизација да речеме, која што многу често се случува во земји како нашата, која што немаат долгогодишно искуство, мислам дека полека треба да ја заменуваме со професионализација. Бидејќи на крајот на гришта, навистина, барем мене, јас ќе зборувам за мене, не ми е важно кој е кадарот. Никогаш не ми е било важно со луѓе кои разговарам, дали или ако на која политичка партија припаѓаат. Никогаш. Но ако воспоставуваме соработка, ако комуницираме, важно ми е дали можеме да се најдеме, дали ги делиме вредностите, дали тој
човек, таа личност, може да го спроведе и да даде програма која што ќе даде бенефит за граѓаните. Дали ние, илјадниците функционери, ќе ги задржиме да бидат партиски, но ќе бидат способни да ја реализираат програмата и обврските во мандатот кој што го имаат, или нема да бидат партиски, ќе бидат професионалци кои што ќе завршат работата, е второстепено. Меѓутоа, она што политичарите мора да разберат и од власта и од опозицијата е дека во средиштето мора да ги стават професионалците. Тоа малце како да го подзабораваме, а некако кога велиме професионалци, многу често зборуваме само за универзитетски професори, доктори и така. Професионалци се сите, сите во својата област. И во хигиената, и во градежништвото, и во медиумите, значи секаде имате професионалци. И колку повеќе ги ставите во средиштето, и колку повеќе нивните совети се слушаат од страна на политичарите, толку повеќе успех имаме како држава. Така. Јас мораме да прекинеме тука за терминот за првите свежи вести. Се согласувам многу со констатациите, особено дека се формира една критична маса меѓу јавноста и веќе ги чита старите политики на старите политички партии, нивните манири. Она што недостасува или што е проблемот е кучињата лаат, карванот си врви и тоа на лошото, но еве се надеваме дека оној процес на департизација на државата конечно ќе тргне и ќе му се даде шанса на професионалците, на цивилното општество. Тука ја завршувам својата анализа, својот разговор со мојот гостин Бојан Кордалов. Одиме со мала пауза и вестите.